Последни денови за пријава на болните гласачи. Фондот за здравствено осигурување демантира, нема недостиг на лекови за рак. Електронски извод за новороденче од јануари. Сојузот на синдикати на Македонија, нема достоинствена работа без фер плати. Инфлацијата во септември падна на 4%. Запленети лажни бренд часовници. Европската унија со нови правила за рачниот багаж. Европскиот парламент во четврток гласа за доверба за Урсула фон дер Лајен. Нов обид за мир во Газа. Убиен судија во судница во Тирана. Црвен аларм во Бугарија и Романија. Остануваат уште 3 дена за пријавување на болните и немотните лица кои сакаат да гласаат од дома на локалните избори на 19 октомври. Тие треба да ја известат Општинската изборна комисија најдоцна до 10 октомври и да достават медицинска документација. Лицата во куќен притвор може да се пријават до 14 октомври, а гласањето за овие категории ќе се одржи на 18 октомври. Вкупно во избирачкиот список има 1.832.415 гласачи, од кои дел се во странство, затвори или старски домови. Гласање во диаспората нема да има. Фондот за здравствено осигурување демантира наводи за недостиг на лекови за рак и информира дека повеќето терапии се достапни. Лекот паклитаксел повторно е на располагање, цисплатин е во кратка дефектура, но има замена со карбоплатин. НАП паклитаксел и октреотид подолго недостасуваат, но се рефундираат и се очекува нова испорака. Биолошката терапија е достапна, а летрозол и анастрозол се нудат во аптеките без прекин. Фондот уверува дека работи на непречено снабдување со лекови за пациентите. Од јануари 2026 година родителите ќе можат електронски да вадат извод за новороденче преку порталот услуги.gov и да го добијат во болница во рок од 48 часа. Проектот Електронско бебе, поддржан од УНИЦЕФ, ги поврзува сите надлежни институции за целосно автоматизирана пријава на новороденчињата. Министерот Стефан Андоновски најави дека системот ќе важи и за приватните болници, а во втората фаза до крајот на 2026 ќе се додадат и услугите за здравствено осигурување и социјална помош за новороденчиња. Сојузот на синдикати на Македонија по повод Светскиот ден на достоинствената работа порача дека нема достоинствена работа без достоинствени плати кои ќе ги покријат основните потреби на работниците. Сојузот на синдикати на Македонија предупредува дека ниските плати создаваат сиромаштија и поттикнуваат миграција, барајки социјален договор и фер услови за сите. Тие се против привремени ангажмани со минимална заработувачка и без придонеси и повикуваат на мерки против сивата економија. Според нив, само со заедничко дејствување на синдикатите, работодавачите и владата може да се обезбеди вистинска социјална сигурност и почитување на работничките права. Инфлацијата во септември 2025 изнесува 4%, што е благо намалување во однос на август кога беше 4,4%, објави Државниот завод за статистика. Цените на мало се зголемени за 4,1% на годишно ниво, но месечно се намалени за 0,7%. Падот на инфлацијата се должи на поевтинувањето на транспортот, хотелските услуги, рекреацијата, облеката и храната. Од друга страна, поскапеле алкохолните пијалаци, комуникациите, мебелот и комуналните услуги. Трошоците за образование остануваат непроменети. На граничниот премин Богородица цариниците запленија 1158 часовници со ознаки на Rolex, Boss, Armani и Tommy Hilfiger, поради сомневање дека се фалсификати. Стоката пристигнала од Кина и е задржана за проверка на оригиналноста. Досега годинава Царинската управа открила 63 случаи на повреда на интелектуална сопственост, над 40% повеќе од лани, со речиси 78.000 запленети производи. Половина од случаите ги откриле мобилните тимови, а директорот Бобан Николовски најави засилени мерки во борбата против трговијата со фалсификати. Европската унија подготвува нови правила со кои патниците ќе можат бесплатно да носат 2 парчиња рачен багаж, мала лична торба и дополнителен ранец или мала торба. Мерката би можела да го погоди профитот на нискобуџетните авиокомпании како Wizz Air и Ryanair, кои заработуваат од дополнителни услуги. Истовремено, европските аеродроми почнуваат да го укинуваат ограничувањето од стомутечности во рачниот багаж благодарение на нови 3D скенери. Европската комисија на Урсула фон дер Лајен се соочува со 2 иницијативи за недоверба во Европскиот парламент, од десницата и левицата. Иако нема шанси да падне, гласањето ќе покаже колкава е реалната поддршка за неа.
Големите партии, АИПП, СНД и Ринју, ќе гласаат против, додека зелените и конзервативците се поделени. Дел од пратениците би можеле да отсуствуваат или да гласаат за, како протест, што ќе биде тест за стабилноста на комисијата. Во египетскиот Шарм ел Шејк продолжуваат индиректните разговори меѓу Израел и Хамас за мировниот план на САД за прекин на војната во Газа. Првата фаза предвидува ослободување на израелски заложници во замена за палестински затвореници. Трамп изјави дека договорот е многу близу, додека Хамас делумно го прифаќа, но одбива да се разоружа и да се откаже од улога во управувањето со Газа. Планот бара итен прекин на борбите и испорака на помош, но Нетањаху повторно се спротивстави на идејата за палестинска држава. Во судницата на апелацискиот суд во Тирана беше убиен судијата Астрид Калаја откако Елвис Шкамби пукаше во него додека ја читаше пресудата за спор околу сопственост. Калаја почина од повредите, а 2 лица беа ранети. Полицијата уапси 3 лица, напаѓачот, неговиот чичко и обезбедувачот кој не извршил контрола при влезот. Настанот предизвика шок во Албанија, судовите прекинаа работа, а парламентот му оддаде почит со едноминутно молчење. Бугарија и Романија се погодени од обилни дождови, поради што е прогласен црвен метеоаларм, највисоко ниво на предупредување. Во Бугарија 8 области се под закана од поплави, 51 населено место е без струја, а властите ги затвораат ризичните патишта и мостови. Земјата ќе побара помош од Европскиот фонд за солидарност. Во Романија, алармот важи за 5 области и Букурешт, каде што се очекуваат до 140 литри дожд на квадратен метар. Последни денови за пријава на болните гласачи. Фондот за здравствено осигурување демантира, нема недостиг на лекови за рак. Електронски извод за новороденче од јануари. Сојузот на синдикати на Македонија, нема достоинствена работа без фер плати. Инфлацијата во септември падна на 4%. Запленети лажни бренд часовници. Европската унија со нови правила за рачниот багаж. Европскиот парламент во четврток гласа за доверба за Урсула фон дер Лајен. Нов обид за мир во Газа. Убиен судија во судница во Тирана. Црвен аларм во Бугарија и Романија.